Republic со Run на Play Radio на 8 минути после 12 часот, кога го започнуваме третиот час од емисијата и тука сме да го најавиме шестото издание на фестивалот на краток филм Dream Short 2022. Оваа година ќе се одржи во период од 6 до 9 август на летната сцена при Центар за култура Браќа Миладиновци во Струга. Оваа година публиката во Струга ќе има можност да погледне филмови во 4 надпреварувачки категории, ќе има гостински, специјални програми, потоа филмско-едукативен дел и секако во програмата која што ќе ги продолжи филмските летни ноќи. Сите детали ги дознаваме од организаторите. Лидија Мојсовска ја имаме тука во студиото, а Јаков Поповски го имаме на телефонска линија. Лидија, најпрво да ги поздравиш слушателите на Play Radio и да ги објасниме надпреварувачките категории и секако жири комисијата која што ќе одлучува за креативните награди кои што ги имате годинава. Фала ти многу, Ирина. Поздрав до сите слушатели на Play Radio. Dream Short, како и секоја година, уште од второто издание го има компетитивниот карактер. Оваа година 4 компетитивни категории, но додадовме уште една, значи 5 вкупно. 4 компетитивни категории имаме во интернационалната програма, регионална програма, студентска програма и Dealing with the Past програмата, која што е тематска програма. И годинава додадовме петта компетитивна категорија Darlings, каде што публиката ќе има можност да го избере најдобриот филм со гласање. Попатна на гласање. Жирито оваа година е доста како и секоја година, морам да кажам, но и оваа година многу шарен орликој од различни држави од регионот. Годинава имаме повеќе членови од жирито се од Македонија, меѓутоа и од регионот, како што спомнав. Тоа се Душан Касалица, црногорски режисер, Маја Шуша, српска актерка, која што ни доаѓа од Белград, Дрита Лола, продуцентка и артистик директор на филмот, на филмскиот фестивал, Cinema Film Festival во Улцин. И Ѓорче Ставрески, кој што е познатиот македонски режисер, Марија Димитрова, продуцентка исто така од Македонија, и актерката Наталија Теодосиевска. Ете, тоа се членовите на нашето ценето жири, кои што ги чекуваме да дојдат во Струга од 6 до 9 август. Така, имате навистина одлични филмски имиња кога станува збори за актери и за режисери. Струга секогаш е домаќин на такви значајни имиња од областа на седмата уметност благодарение на вашата организација. Јаков, кажи ми, покрај вообичајната програма, фестивалот оваа година ќе биде домаќин на уште неколку гостински специјални програми, повели да ги најавиме. Здраво, Ирена, фала на Play Radio и Струга онлайн за континуираната поддршка и промоција на фестивалот. Покрај компетитивните програми имаме дополнителни 2 програми. Првата е во соработка со Сараево Филм Фестивал, што е навистина значајна соработка, во селекција на Асија Крсмановиќ, додека втората програма која не е компетитивна е специјалната македонска програма, и со тоа нашата намера, како и секогаш, како и што стои во самото мото на фестивалот, да кажеме, промоција на македонските млади филмски автори, па годинава се обидовме да ги собереме буквално сите кратки македонски филмови од изминатата и тековната година. Така? Тие се двете дополнителни програми покрај компетитивните. Така, во секој случај имате навистина годинава и новитети и одлични идеи кои што успевате да ги реализирате. Ајде сега малку со Лидија да позборуваме за филмскиот едукативен дел од фестивалот, затоа што освен представувањето на филмовите, вашата главна цел е да ја едуцирате и публиката. Можеби има луѓе кои што утре ќе бидат филмски работници и тоа им е навистина важен овој дел да присуствуваат на истиот. Точно.
Dream Short има едукативен дел кој што е неизбежен од нашата програма веќе 3 години, да кажам, така континуирано, во континуитет. Годинава направивме соработка со нашите регионални партнери од Србија и Црна Гора и ја создадовме Балканската филмска мрежа на краток филм, која што е прва од таков тип на регионот. Годинава сме особено среќни што успеавме да го направиме и првиот проект во рамките на таа мрежа, работилница за краток филм, која што ќе биде таа работилница ќе биде поделена во 3 делови и ќе се случува на 3 различни места во 3 различни држави, значи Србија, Црна Гора и Македонија. Сега е нашиот дел и тоа е работилница во која што веќе се потврдени учесниците, значи тие учесници веќе го поминаа тој прв дел во Србија на Башта Фест, а сега доаѓа време да дојдат на Dream Short и на работилницата која што се вика Fund Ready, каде што менторите ќе ги научат и ќе ги припремаат учесниците за како да ги спремаат своите буџетски стратегии во врска со нивните кратки филмови кои што се веќе дел од оваа работилница. Така, Јаков, најавуваме еве и заедно и со тебе и со Лидија на вистина една многу богата филмска програма во секоја смисла на зборот. Кажи ми колку беше тешко или лесно да се организира сето ова? Па традиционално, како и секоја година, Dream Short не е лесно да се организира. Ова година поради обврски Лидија најмногу презеде организирањето на фестивалот, меѓутоа сега сме сите тука и се вклучивме 100%. Морам да кажам дека за жал годинава некои од многогодишните поддржувачи не поддржа, па се соочуваме секако со финансиски проблеми како и сите фестивали, но не се жалиме. А во нашето годинесно експозе, да кажам, пишуваме дека ова е само првата кула од филмската тврдина што сакаме да ја изградиме. Се надеваме дека нема да е и последната таа кула, но како и да е, фестивалот и годинава ќе биде на високо ниво, а за следните изданија ќе се трудиме, ако не можеме да го држиме нивото, сепак да задржиме континуитетот, но ова е секако песимистичка најава. Оптимизмот е дека сега фестивалот не само што ќе се одржи на ова ниво, туку и ќе расте секоја година. Благодарам за сите поддржувачи, да не ги набројувам, кои секој барем помалку помогна ова издание да се случи, и се надеваме дека нема да разочараме со ова издание. Со оглед на тоа што се најавивте, сигурно сум дека нема да разочарате, а и верувам дека од следната година ќе се оствари оптимистичкото сценарио. Лидија, сакаш нешто да додадеш на оваа тема? Да, сакам да додадам за она дополнителна програма која што ја имаме во рамките на фестивалот. Тоа е VR програмата која годинава за прв пат се случува во Струга, на публиката во Струга и од цела Македонија ќе има можност да ужива во VR, virtual reality, што би се кажало на англиски. Програма која што е доста интересна, невообичаена и за тоа детали ќе објавиме наскоро, што се ќе сочинува таа програма. Значи ќе има игра, ќе има филмови, интерактивна платформа. И во хангарот на летната сцена ќе може, позади летната сцена ќе може публиката да го почувствува тоа искуство. Уште освен ова VR програма имаме уште две различни дополнителни програми кои можам да ги наречам. Значи панел дискусија со гости од Србија во соработка со Форум за ФД Македонија и изложба фотомонографија Killing Culture на Hrvoje Полан, која што ќе се случува, односно и двете работи ќе се случуваат во спомендомот на Мраке Миландировци во недела на 7 август. Така што да знае публиката дека практично годинава располагаме со
односно може да кажам 3 локации, бидејќи имаме уште еден дел, музички дел, Винил Маркет, кој што ќе се случува на женска плажа пицерија Прова, денска журка со диџеј сетови на Томе Рудбој и Климе Матовски. Така што освен онај вообичаен дел од филмската програма, годинава ја украсуваме на некој начин програмата и на различни локации и со различни карактеристики. Така, ние во секој случај како медиум ќе го проследиме целиот фестивал оваа година, како впрочем и претходните години. Верувам дека ќе имате можност да продолжите традицијата и дека од следната година во финансискиот дел ќе биде една сосема поинаква приказна, зашто го велам ова заради тоа што на Струга и се потребни вакви настани, затоа што уметниците без разлика во кој жанр од уметноста, во случајов филмот, треба да се грижат само за нивното творештво, а не за вакви технички работи кои што можат понекогаш да спречат нешто, но според ова што го најавивте, во секој случај не изгубивте на квалитет. Јаков и Лидија, многу ви благодарам што ја најавивме програмата и се слушаме повторно, ќе зборуваме и после фестивалот за импресиите кои што ги имате. Ви благодариме и вас и за огромната поддршка на Плей Радио.